Интач со доктор Чарлз Стенли. Споделување на Евангелието низ целиот свет. Следно на Интач. Божиот начин е најдобар начин. Секогаш кога јас и ти се соочуваме со предизвик во животот, секогаш одговараме на еден од двата начини. И тоа е или по наш или по Божи начин. Сега повеќето од нас знаат дека се прават работите по Божи начин, секогаш е најдобро. Но и покрај тоа, понекогаш, не секогаш, избираме да го правиме тоа на тој начин. Некако имаме идеја дека и покрај тоа што знаеме дека Бог е апсолутно сезнаечки и знае што е најдобро, факт е дека тој има волја, цел и план за нашиот живот, дека не сака безусловно и дека ќе го направи само она што е најдобро за нас. Сепак ние избираме да ги правиме работите на наш, а не на Божи начин. Тоа е она за што сакам да зборувам во оваа порака со наслов Божиот пат е најдобриот начин. И понекогаш овие прекрасни принципи на Светото писмо најдобро се декларираат со нивно илустрирање во нечи живот. Затоа сакам да свртите во Излез во 2 глава. Во Излез се разбира го наоѓаме животот на Мојсеј кој стои над сите други ликови во Стариот Завет. 699 стихови во Стариот Завет го имаат неговото име, 79 стихови во Новиот Завет. И еве човек чиј живот секако се карактеризира и со успех и со неуспех. Низ светите списи ги наоѓате оние кои одбиваат да го сторат тоа на Божиот начин и видот на неволја што тие ги предизвикале и доживеале, и оние кои го направиле тоа по Божи начин. Значи, сета цел на оваа порака е едноставно ова, а тоа е да го земете животот на Мојсеј и едноставно да кажете: еве како се случува кога го правиш тоа на свој начин. Ова е начинот што се случува кога го правите тоа на Божи начин. И мислам дека кога јас и ти ќе ги измериме двете, ќе си одиме знаеки во нашето срце дека секогаш е најмудро, секогаш најдобро, секогаш најисплатливо да ги правиме работите на Божи начин. Свртете во 2 глава, 11 стих. Се случи во тие денови кога Мојсеј порасна, отиде кај своите браќа и ја гледаше нивната тешка работа и виде како египтјанец тепа евреин, еден од неговите браќа. Па тој погледна наоколу и кога виде дека нема никој наоколу, го удри египтјанецот и го сокри во песокот. И тој излезе следниот ден и ете двајца евреи се караа меѓу себе, а тој му рече на насилникот: зошто го удираш својот другар? Но тој рече: кој те постави тебе за принц или судија над нас? Дали имаш намера да ме убиеш како што го уби египтјанецот? Тогаш Мојсеј се исплаши и рече: навистина се дознало. Кога фараонот слушна за оваа работа, се обиде да го убие Мојсеј, но Мојсеј побегна од фараонот и се насели во земјата Мадијамска и седна покрај бунар. Еве совршен пример да го правам тоа на мој начин. А потоа тука е прекрасниот извонреден пример да се прави тоа по Божи начин. Најпрво, тој се фокусираше на некој настан, а не на големата слика. Големата слика беше и е како да ја ослободам мојата нација, моето големо семејство. Овие 2 милиони евреи, синови и ќерки на Авраам, Исак и Јаков. Како да ги ослободам? Наместо да се фокусира на тоа прашање, тој се фокусираше на инцидент, еден настан. Еден египетски војник не убива, туку тепа еден брат евреин. Значи неговата прва грешка беше тоа што се фокусираше на некој настан, а не на големата слика, што честопати ние можеме да го правиме. Втората работа што ја направи беше ова, дека го следеше своето размислување. Слушајте, тој го следеше неговото размислување наместо да го слуша Бог. Секогаш кога јас и ти почнуваме да ги расудуваме работите врз основа на нашата способност и да го игнорираме Бог, најчесто ќе донесеме погрешна одлука. Затоа што Бог е толку подготвен да ни покаже што да правиме во секоја област во животот ако слушаме. Но човечкиот разум рече: справи се со ова. Човечкиот разум рече: нема да толерирам да го тепа брат ми. И што прави тој? Го убива, го закопа во песок. Така тој направи 2 грешки. Третата грешка што ја направи беше оваа: действуваше импулсивно, постапуваше импулсивно, наместо да се повлече велејки: Боже, што сакаш да направам? Сега размислете за ова, кога јас и ти одговараме на тешкоти и предизвици во животот, според нашите природни импулси, најчесто ќе направиме грешка, затоа што тоа не е начинот на кој работи Бог, затоа што тој ве сака безусловно, затоа што тој има волја, цел и план за тебе и затоа што тој веќе одредил, обезбедил и се подготвил да ти го даде најдоброто од себе. Ако ти го сакаш најдоброто од Бог, треба да го направиш тоа на Божи начин. И Божиот начин не е секогаш наједноставниот начин. Понекогаш тоа е болен начин, понекогаш тоа е спроти здравиот разум,
Тоа не е начинот на кој ние размислуваме. Не сакаме да го правиме тоа. Ние сакаме да продолжиме со тоа. Тоа не е секогаш Божиот пат, но неговиот начин е секогаш најдобриот пат. И верувам дека ако јас и ти би можеле да имаме време да сведочиме денес, сите би можеле да станеме и да кажеме: да, Божиот пат е најдобриот начин и еве како јас погрешив. Го направив ова и имав некое сомневање дека тоа не е Божи начин, или знаев кога го правев, тоа не беше според Божиот пат. И еве ги последиците што ги претрпев во мојот живот. Некои последици продолжуваат цел живот, некои последици се краткотрени, но да го правиме тоа на наш начин наместо на Божиот начин е секогаш немудро. И слушате, секогаш има последици, секогаш има казна. Во зависност од природата и големината на таа одлука или зависи од дејството, ќе се определи каква е последицата и колку долго трае последицата. Секогаш е најдобро да го правиш тоа на Божи начин. Сега 40 години во пустината, тој е таму, пасе овци и сега ние ќе го направиме тоа на Божи начин. Значи, сакам да размислите за нешто. Подгответе го вашиот молив сега. Сакам да размислите за нешто. Кој е првиот предуслов за да се прави нешто на Божиот начин? Првиот предуслов е ова, а тоа е да имате средба со Бог преку Неговиот Син Исус Христос, при што ќе му ги исповедате своите гревови и ќе признаете дека Неговата смрт на Голгота му овозможила на Бог Отецот да ги стави вашите гревови врз Него. Кога умре? Тој умре со искупителна смрт, жртвена смрт, заменска. Тој умре со смрт што му овозможи на Бог Отецот да те прифати тебе и мене со нашите гревови, простувајќи ни за нашите гревови, затоа што Исус Христос го плати тој долг за грев во целост на крстот. Со тоа ние стапуваме Божи синови и ќерки. Пред се, предуслов за одење по Божите патишта. Првиот предуслов за да ги направиме работите на Божи начин е да имаме личен однос со Бог преку Неговиот Син Исус Христос и да живееме со Светиот Дух, кој ни дава насока за тоа кој е Божиот начин и како го правиме тоа во Божјата сила. Сега, имајќи го тоа на ум, да размислиме што се случува кога јас и ти ги правиме работите на Божи начин. Па, број 1. Ние действуваме по божествена заповед, а не импулсивно. Со други зборови, Боже, што ти би сакал да направам? Кога ги правиме работите по Божи начин, ќе го прашаме: Боже, што би сакал да направам? Ќе го правиме она што Бог ни кажува да го правиме. И затоа сум кажал повторно и повторно колку е многу важно да научиш како да го слушаш Бог. Тоа е основна лекција во христијанскиот живот. Ако не знам како да го слушам Него, како ќе знам кога зборувал Тој? Како ќе знам кога Тој зборува? Сега, што се случува? Тој е во пустината, шета еден ден и наеднаш здогледа нешто што никогаш порано не го видел во животот, а го привлече неговото внимание. Свртете на 3 глава, ако може за момент, и ајде да погледнеме, почнувајќи од првиот стих. Сега Мојсей го пасеше стадото на својот свекор Јотор, свештеникот на Мадијам, и го одведе стадото на западната страна на пустината и дојде до Хорив, Божјата планина, која ние ја знаеме како планината Синеј. А ангелот Господов му се јави во пламенен оган од средината на грмушка. Погледна и ете, грмушката гореше во оган, но не беше изгорена. Така Мојсей рече: морам сега да се тргнам настрана и да ја видам оваа прекрасна гледка, зашто грамушката не е изгорена. Кога Господ виде дека тој се сврте да погледне, Бог го повика од средината на грамушката и рече: Мојсей, Мојсей, а тој рече: еве ме. Тогаш рече: не приближувај се овде, тргни ги сандалите од нозете, зашто местото на кое стоиш е света земја. Тој исто така рече: јас сум Бог на вашиот татко, Бог на Авраам, Бог на Исак и Бог на Јаков. Тогаш Мојсей го сокри своето лице, зашто се плашеше да погледне во Бога. Сега токму оваа средба со Бог, по 40 години изолиран, безнадежен, безпомошен, не можеше ништо да направи за да ја ослободи својата нација. 40 години во пустината и сега Господ доаѓа кај него. Зошто Бог чека толку долго? Дали некогаш сте го поставиле тоа прашање? Боже, ајде да продолжиме со планот. Боже, според мојот часовник, мојот календар, мојот часовник, моите чувства, моите желби, моето ова, моето она. Ајде да се справиме со тоа, Боже. Знаете ли колку пати успеав да го убедам Бог да оди напред? Исто толку пати колку вас. Ни еден пат. Вие не можете да го брзате, не можете да го туркате, не можете да го иритирате, не можете да го фрустрирате затоа што тој веќе има распоред. И тој знаеше, слушајте, му требаа 40 години за да му ја одземе на Мојсей сета оваа машка доверба.
ова, јас можам тоа, јас ке се справам, јас ке се грижам за тоа, 40 години во пустината. Сега тој има 80 години и Бог доаѓа кај него. И што се случува? Го сакам овој пасус од Светото писмо затоа што мислам дека има толку многу вистини завиткани во едноставни стихови. Погледнете за момент назад во 3 глава. Тој вели дека го видел овој запален оган и Господ, ангел Господов, Господ Исус Христос како му зборува. Погледнете и ете грамушката гореше. Сега слушнете што рече. Така Мојсей рече: сега морам да се тргнам настрана и да ја видам оваа прекрасна гледка, зошто грамушката не е изгорена. Слушате ли, колку пати Бог сакал да каже нешто на тебе и на мене, а ние не обративме внимание и само продолживме. Распоредот ни беше напорен. Имавме нешто што сакаме да направиме, нешто што ние сакаме да го постигнеме. И така, наместо да застанеме и да дозволиме Бог да ни зборува, ние само продолжуваме да си го правиме своето. Погледнете го следниот стих. Така, Мојсей рече: морам сега да се тргнам настрана и да ја видам прекрасната гледка, зошто грамушката не е изгорена. Видете го ова. Кога Господ виде дека тој се сврте да погледне, тогаш Бог го повика од средината на грамушката и му рече: Мојсей, Мојсей, и тој рече: еве ме. Колку пати Бог сакал да зборува со нас, но не можел да ни го привлече вниманието. Зарем ова не е најсмешното нешто што некогаш сте го слушнале? Премногу зафатен за да го слуша Бог, премногу зафатен за да го слуша Бог, мојот распоред, моите планови, нешто што сакам да ги постигнам, работи што сакам да ги постигнам, премногу зафатен за да го слуша Бог. Колку е глупаво, колку е апсолутно глупаво да бидеме толку зафатени што не можеме да го слушаме Бог. Колку пати Бог сакал да каже нешто, но нема да зборува во воздухот, тој ќе зборува на нашето срце, и кога ние не сакаме да слушнеме и не сакаме да му го посветиме нашето внимание, тогаш Бог најчесто нема да го присилува својот начин. Од време на време ќе го направи тоа, најчесто не. Сега гледајте што се случува, размислете за ова. Тој постапил пред се врз основа на божествената заповед, а не импулсивно. Втора работа е ова. Тој продолжи: слушајте, тој продолжи според Божјото време, а не според своето. Ова беше Божјото време. Бог дал се да успее. Сега, од време на време, ќе слушнете како некој теолог или некој либерал вели: па знаете, искуството на Црвеното море, тоа не беше Божјо чудо. Едноставно се случи кога тие се симнаа таму, овој ветер почна да дува, се случија сите овие работи и затоа така маршираа. Па знаете што? Кога размислувам, мислам на кутрата душа. Нема разлика дали дувал ветер или Бог ставил буквално рака таму и ја задржал водата. Зарем не е чудно што се случи совршено на време? Совршено на време. Тоа беше чудо Божјо. Па што се случуваше? Слушайте, овој пат тој го правеше во Божјо време, а не во свое време. Значи, еве што сакам да видите сега додека поминуваме низ ова. Кога го правиме тоа на Божји начин, кога го правиме тоа по Божји пат, што се случува? Ние ќе действуваме по заповед, не импулсивно. Ќе чекаме на Божјото време и нема да го правиме тоа во наше време. Што вели тој? Чекај на Господа и биди силен. Вели тој: бидете храбри. Чекај на Господа. Зошто? Затоа што честопати е потребна многу храброст да се седне и да се чека Божјото време. Потребна е многу сила понекогаш да не правиш ништо додека Бог не каже: време е да работиш. Третата работа е ова: Бог ќе обезбеди се што ни треба кога го правиме тоа на негов начин. Тој ќе обезбеди се што ви е потребно кога ќе го правиме тоа на негов начин. Па што му требаше? Му требаше некој што може да зборува подобро од него. И што направи Бог? Тој рече: ќе го испратам и брат ти со тебе. Тој ќе зборува, а ти само прави го она што јас ти велам да го правиш. Бог, слушайте, би било апсолутно неспојиво со Божјата природа, Божите атрибути, да бара од тебе и од мене да направиме нешто што тој не ни обезбедил се што ни требало за да го направиме тоа. И така, како што рековме повторно и повторно, тоест Бог презема целосна одговорност за животот целосно посветен на нему. Бог е одговорен за последиците од нашата послушност. И затоа, ако кажеме: во ред, јас ќе го сторам тоа што велиш ти, Боже, Бог ја презема одговорноста во тој момент да обезбеди се што ни е потребно за да ја завршиме работата. И затоа Бог сигурно го обезбедил тоа. Тој не обезбеди брат, но обезбеди најпрекрасна низа природни феномени.
Сите работи што се случија природно од реката која се претвори во крв и како оган и сулфур слегуваа од небото, Бог, слушајте, тој обезбеди се што е потребно за да ја исполни својата намера и неговата волја. Кога јас и ти се двоумиме да го направиме она што Бог ни кажува да го правиме, тоа е затоа што не можеме да ги видиме крајните резултати, па да претпоставиме ова и она. Запомнете го ова. Дали слушате? Кажете амин. Ако ти се покоруваш на Бог, не мора да се грижиш за последиците. Тој веќе размислува за крајниот резултат, за тоа што ќе се случи. Тој веќе се изјасни со својата семокност, тој веќе го предвиде во својот ум крајниот резултат од нашата постапка. Кога ние му се покоруваме, не треба да се грижиме за тоа што ќе се случи. Тој веќе се погрижил за тоа. И така, она што го гледаме овде, кога тој го прави тоа на Божи начин, чекајќи на Господа, верувајќи во неговата јасна насока и чекајќи и верувајќи во Бог, дека тој ќе може да обезбеди се што му треба. Тој не мора да се грижи за тоа. Гледате она што ние го правиме, ние мислиме, па Господи да предпоставиме ова. Кај Бог нема никакви предпоставки. Бог никогаш не ја дал оваа изјава. О, јас мислев. Бог нема, јас мислев. Нема последователно размислување со Бог, тоа е секогаш однапред размислување, предодреденост, што и да е. Сето тоа е однапред со Бог. Тој знае што ќе се случи. Четврта работа што сакам да ја забележите е ова, дека кога го правиме тоа по Божи начин, тој го исфрла стравот од вашиот живот. Сега, понекогаш може да имаме мала трема за нешто ако не сме свој. Со други зборови, знаеме во нашето срце дека ќе успее. Знаеме дека Бог ќе го направи тоа, но бидејќи тоа е ново искуство за нас, можеби ќе имаме малку страв, но вистината е дека тоа не е вистински страв. Тоа е само таа мала емотивна работа што се провлекува напред и назад, но Бог ќе го избрка стравот. И еве што се случува. Запомнете го ова. Кога ќе ги направите првите неколку чекори во Божјата волја кои изгледаат предизвикувачки, можеби ќе почувствувате некој страв, но еве што ќе откриете. Додека продолжувате да се движите во правецот во кој Бог ви рекол да одите, колку подолго одите, толку помалку ќе имате страв додека стравот не биде апсолутно протеран и ќе знаете дека одите по волјата Божја, под заштита на Бог. Слушајте изворот на Бог, моќта Божја, љубовта кон Бог, целта и волјата Божја, Божјиот план, не можете да ги изгубите правејќи го тоа на Божји начин. Тој вели, не ти дадов дух на страв, туку на моќ, на љубов и на здрав ум. И веројатно, мојот омилен пасус од Светото писмо и целата Библија, кога станува збор за целата идеја за стравот, се наоѓа во Исаија 41. Слушајте го, сакам ова. Не плашете се, зашто јас сум со вас. Тоа го решава токму таму, но тоа не е се. Видете го ова. Не гледај со загриженост за себе, зашто јас сум твојот Бог. Јас ќе те зајакнам, сигурно ќе ти помогнам, сигурно ќе те подржам со мојата праведна десница. Односно тој вели, не плаши се, јас сум со тебе. Слушајте, ако го имаш семокниот со тебе, ти треба ли нешто друго? Не, навистина, јас сакам оваа фраза. Тој вели, не действувај, не гледај загрижено за тебе. Тоа е она што ни го одвраќа умот од Бог. Со други зборови, кога нервозно гледаме за нас, ние забораваме што вели тој кога вели јас ќе бидам со тебе. Бог сака да се фокусираме на него среде тешкоти, искушенија и големи предизвици во нашиот живот. Треба да го фокусираме нашето внимание на семокниот Бог. Ако моето внимание е на него, јас нема да гледам на околностите. Затоа тој рече во тој пасус: немој не гледај загрижено за себе. Задржете го вашиот фокус на семокниот Бог. И еве што точно почна да се случува во неговиот живот. Наеднаш тој страв да се соочи со фараонот го снема. Тој маршираше со стап и со својот брат и рече: јас сум и ние веруваме во Бог дека ќе го ослободи израелскиот народ. Тогаш она што сакам да го забележите е ова, дека Бог дава конкретни насоки. Кога го правиме тоа на негов начин, тој дава конкретни насоки. Бог не зборува општо, како што рековме. Тој не вели биди добар, тој не вели добро само оди на училиште. Ако барате од Бог да ви покаже што да правите, тој ќе ви покаже во кое училиште да одите. Тој ќе ви покаже како да ја решите таа финансиска ситуација. Тој ќе ви каже што да правите како работодавач за вработените. Тој ќе ви каже како да правите се што треба во семејството. Бог е специфичен. Бог не исфрла еден куп општи насоки.
Кога јас и ти одиме по неговата волја и неговиот пат и го правиме тоа на негов начин, ние ќе имаме многу јасна насока. Што вели тој? Имај доверба во Господ со сето свое срце, не потпирај се на сопственото разбирање, признај го на сите твои патишта и што ќе направи тој? Ќе го насочи твојот пат. Тој рече, ќе те научам на начинот на кој треба да одиш. Јас ќе те водам со моето око. Тоа значи дека ние можеме да му веруваме на Бог, дека ќе ни даде многу јасни упатства. Сега, ако ние премногу брзаме да ја добиеме насоката, запаѓаме во неволја. Тоа е нашиот начин. Го правиме по Божи начин. Чекаме Бог да ни каже кој е следниот чекор. И запомнете дека рековме, првиот или два чекори може да изгледаат многу страшни, или третиот чекор или четвртиот. Или ќе излеземе овде со доверба во Бог и тогаш Бог може да каже: сега сакам да свртите лево, свртете десно. Бог не испраќа да ја вршиме неговата волја и да ни ги препушти процесот на донесување одлуки на нас. Не заборавајте го тоа. Тој вели: ќе те научам на патот по кој треба да одиш. Јас ќе те упатам со моето око. Што вели тој? Моето око е на тебе. Што рекол тој во Исаија? Тој рече: не треба да се плашите, јас сум со вас, не бидете вознемирени и не гледајте за себе, држете го вашиот фокус на мене. Не само тоа, едно од работите што се случува е да почнеме да ги учиме Божите патишта. Што знаел за Бог? Не многу. Но тогаш тој почна да гледа како Бог може да го користи. Внимавајте сега, тој мораше да се соочи со фактот дека пред 40 години се обиде да го направи тоа на свој начин и не успеа. И сега видете го ова. Боже, сакаш да ми кажеш дека ќе ми дадеш уште една шанса? Колкумина од вас имале втора шанса. Ако сте спасени подобро, изнесете ги затоа што сте имале повеќе од една шанса. Сите имавме втора шанса. Нели сите ние потврливме во нештата во нашиот живот и Бог во неговата благодат, милост и љубов ни даде втора шанса. Божја добрина, слушајте, Божјата добрина, љубов и милост, ние ги учиме Божите патишта. Тој научил дека Бог може да го искористи повтор пат. Научил дека Бог може да земе едноставни работи и да направи разлика. Научил што ќе се случи кога Бог ќе влезе во стапот. Тој научил што ќе се случи кога Бог ќе направи да заврне оган и суд. Тој научи што ќе направи Бог. Тој ги научи Божите патишта. Колку пати сум ви го кажал ова? Единственото нешто што сакам да го научам во животот е кои се патиштата на Бог, како мисли тој, што го мотивира. Што го тера да забележи? Зошто Бог ги прави работите? Зошто ги дозволува работите што ги прави? Ние сакаме да ги научиме Божите патишта. Најголемата мудрост што постои е мудроста да се знаат патиштата Божи. И тој ги учеше Божите патишта. Кога ти и јас ќе му се покоруваме, ние го правиме тоа на негов начин. Ќе ги научиме неговите патишта. Следното нешто што сакам да го забележите е ова. Учиме дека Бог може да ни искористи во нашата слабост и во нашата скршеност. Тој може да прави моќни работи преку слабост и изнемоштеност. Сега го кажав тоа на поинаков начин претходно, но сакам да ја истакнам таа поента. Тој може да ни искористи во нашата кревкост и нашата слабост. Не мора да бидеме силни, не мора да бидеме образовани, не мора да бидеме ова и она. Тој не користи во нашите слабости и нашите кревкости. Слушајте, тој отиде пред фараонот многу слаб, не можеше да зборува, стап во рака и барајки од најсилниот човек на планетата во тоа време, без сомнение, и најнапредната цивилизација во светот, и тој вели: еве што треба да правите. Забележете го ова ако сакате. Следно, Бог може да постигне повеќе за краток временски период, отколку јас и ти во текот на животот, кога го правиме тоа на наш начин. Размислите што се случило. Колку време ќе му требаше на Мојсе да ја ослободи нацијата Израел, еврејските деца, ако го направи тоа на свој начин? Ако тој би започнал револуција, на пример, меѓу евреите. Како прво, тие не беа вешти во војување, немаа оружје, но да речеме дека имаа голема револуција. Значи сите имаа стап. А вие имате копје, мечеви, штит, кочии, и сечете ги само и сечете ги. Направете го тоа на Божи начин, дури и не мора да имате меч. Направете го тоа на Божи начин, дури и не мора да кревате рака. Направете го тоа на Божи начин, гледајќи како Бог го прави тоа. Се сеќавате што кажавме? Тој ја презема целосната одговорност кога ти и јас ќе гледаме дека Бог ги благословува повеќе отколку што тие некогаш би можеле да бидат благословени. Гледаме дека Бог го прави тоа на свој начин, постигнувајќи работи што тие никогаш не би биле во можност да ги постигнат. И она што го гледаме е ова. Кога ние го правиме тоа на Божиот начин, Бог добива максимална чест и слава. Нема заслуга за нас, нема слава. Кога го правиме тоа на Божи начин, тој ја добива заслугата и славата за тоа.
Сега, ајде да размислиме за тоа. Бидејќи Бог има волја за вашиот живот, план и цел за вашиот живот, и бидејќи тој го има најдоброто што дури и тој Бог може да го собере за вас, и бидејќи тој го посакува најдоброто за вас и го испланирал тоа, дали вие сте спремни да го предадете животот на Господ Исус Христос и да дозволите тој да го има својот начин во вашиот живот, за да можете да го живеете животот според Божиот начин. Тоа е толку едноставно. Не прави разлика кој си, колку си сгрешил во минатото. Не прави разлика што се случува во вашиот живот, со какви околности, со што треба да се соочите. Крајното прашање е ова: дали ќе бидам доволно мудар за да го направам тоа по Божи начин? Јас ќе го слушам, ќе го чекам, јас ќе му верувам, јас ќе го следам, ќе верувам дека тој го има најдоброто за мене. Знам дека ќе ми го обезбеди се што ми треба. Имам благослови над моите најдраги соништа. Ќе верувам во неговата моќ да ги реши овие работи. Знам дека тој ќе биде почестен и прославен кога јас ќе одам во послушност кон него. Мои пријателе, еве што ти и јас никогаш нема да можеме да видиме во овој живот. Колку пати кога ние во многу едноставни работи се покоруваме на Бог, тој ни резервира на небото награди за работи за кои никогаш не ни размислуваме. Но тие биле според волјата на таткото, тоа е нешто што Бог сака да го направиме. Тој не водеше и ние го направивме тоа затоа што тоа е наш начин на живот. Не ни помисливме на тоа, нема начин да изгубите. Слушајте, нема начин да изгубите правејќи го тоа на Божи начин. Нема начин да се победи ако го правиме тоа на наш начин. Верувам дека ќе бидете доволно мудри да поверувате во Исус Христос како ваш спасител, да барате тој да ви ги прости гревовите, да го примете во вашиот живот, да му го предадете својот живот и почнувајќи од овој момент кажете: Боже, со Твојата сила, силата на Светиот Дух, јас избирам да го направам тоа на Твој начин. Татко, колку сме благодарни ние. О, Ти си толку трпелив, толку простуваш, толку сакаш, толку љубезен. Само врежи ја вистината на оваа едноставна порака во секое наше срце. Нека звони и одекнува во нашата душа. Нека одскокнува во нашиот дух за да бидеме свесни за фактот дека имаме избор и ние сме избрале да го правиме тоа по Божиот начин. Во името на Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата во Контакт и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.